Здраво! Јас сум Калија Димитрова, а вие слушате Медуза Токс, феминистички разговори за преживувањето, живењето и процетувањето. Здраво! Добро дојдовте на уште една епизода на Медуза Токс. За тие што не гледате за прв пат, ние сме феминистичка платформа Медуза, а јас сум Калија Димитрова, главна и одговорна уредничка на платформата. Морам да признам, нека сум многу возбудена за денешната епизода, затоа што ќе разговараме за една тема што верувам дека на повеќето луѓе им е непозната, исто како и полето, а и еднакво сум возбудена што мојот гостин е еден исклучително паметен и интересен човек, кој што веќе нема да одложувам и веднаш ќе го представам. Се работи за Драган Арсовски, кој што е биолог, херпетолог и доктор на науки. Драган, здраво! Здраво, Галио. Се извинувам што вака величинствено те представив, но така те доживувам. Фала. Уште се навикнувам реално тој дел од доктора на науки, ама добро ќе легне. Да, затоа што е многу долг процесот и никако титулата, сознанието за истата можеби доаѓа подоцна. Не беше толку долг процесот, подолг е процесот од како ја добив титулата, ама никако да слегна, пошто ќе се погледнам во огледало и видиме. Дали ти личам на доктор? Личам. Едино беливе влак на моци здраваат, ама да. Во ред, да речеме биолог, еколог. Може, да. Драган, добри дојде на Медуза Токс. За почеток, бидејќи сепак моето представување беше доста скромно, како што и моето познавање на темата што ќе ја покриваме денеска, дали сакаш малку подетално да се представиш, да ги запознаеш нашите гледачи со твојата професија, твојата наука, сосем на кратко, нели, иако сигурно со денови би можело да зборуваш, па после тоа малце подетално ќе навлеземе во нештата кои што ги правиш моментално. Важи, да, фала. Драган Арсовски, нели, биолог, еколог, херпетолог. Ќе почнам од она досадното, сигурен сум дека во основно можеби сме слушале биологија, од каде доаѓа биос и логос, логос наука, биос живот, наука за животот. Па сега еколозите малце тоа го сузиле, како се вика, на оикос и логос, наука за домот, они сакаат да проучат не целиот живот, меѓутоа и каде живее животот, зашто живее таму, со кој живее таму и така натаму. Значи екологија не е луѓе што собираат ѓубре во оваа камерата. Да. Значи има и такви, заштита на животна средина, ама е многу пошироко од тоа. Научници се генерално. И сум херпетолог вака од, можам да речам, од најмалечок. Херпетолог е всушност од херпетос и логос, значи пак некој си научник, ги учи тие работите што ползат, херпетос, што гмижат, што се влечат, значи влечу ги и тоа од да се представам еве зашто воопшто го работам ова е, па од малечок некако имав привилегија моите од село, да одам често на село, кај што имаше многу гуштери, змивчиња, такви некои работи што мене ми изгледаа фантастично, прекрасно како предизвик. Си ги бркав од малечок, пробав дома да ги донесам, мајка ми не беше баш најсреќна со тие работи, така да многу ретко имав миленици, што сега сум среќен, некако досадни се како миленици. Така да си останав да си ги проучувам во природа, обожавам да си фаќам змии, гуштери, желки и сега сум доволно среќен, еден од тие среќници, привилегирани луѓе во животот, да нашол начин да преживее правејќи го тоа, односно да добива некако средства фаќајќи гуштери, змии, желчиња. И успат некако, еве, уште еден инсайт од херпетологијата, обично ги наметнуваат и водоземците, односно жабите и некои други такви животинчиња што немаат лушпи како влекачите. Така да во последните години научив како да ги сакам и нив, бидејќи некако во пакетот, да така проучуваш змии, желки и гуштери, треба и жаби и тритони да проучуваш. Зашто да не? Не, зашто да не е супер, се баш се сладки, ама морам да кажам дека наметнато беше, еве, искрено прв пат пред камера. Добро, јас се надевам дека после овој разговор малку ќе разбиеме од искрено не го планирав тоа, ама сега сватив дека де факто постои општо така гадење и страф од, па генерално од змии. Иако тоа не важи за Медуза, затоа што нели нашата коса е направена од змии. Не ви иде во прилог некако. Имаме уште еден леер на разговор. Мислам, ви иде, ама не иде во прилог, се борам со ова, со фобијата од змиите, веќе од како знам за себе си и некако во што и да додадеш змија, додава фасцинација, ама претежно гадење за жал. Ама окей, да. Затоа сме тука. Сабајле бев баш ова сега пролет, лето, кога ќе почне периодот кога искачаат змиите, наезда од змиите, има секаде такви некои стати, црни змии излегле во Велес или не знам си што, така да морам да редовно на скоро секој дневна база да
раскажувам во емисии дека во ред се, дека не се опасни, дека имаме толку и толку вида, дека некои се отровни, меѓутоа не се територијални, не се лоши, не се агресивни, нема ништо да ви направат, баш се фини. Не средбата со змија не треба биде поразлична од пчела или можеби гуштарче. Ако е птен ви стои на патот, што многу ретко ќе се случи, еве јас посакувам да се случи тоа често, нели кога ќе излезам на патеката да има змија, ама не се случува, ама земи стапче, тргни ја, продолжи си по патот, убаво ќе си помине. Love snakes. Please. Добро, мислам дека за тоа што ги спомнавме змиите, можам фино да ја отворам темата на наш интерес. Ти, од кога знам за тебе, летата ги поминуваш на голем град, кој што нели важи за островот на змиите. Меѓутоа, познавајќи те тебе и за тоа што знам од прилика со што се занимаваш, знам дека приказната е многу покомплексна од тоа. Искрено, мислам дека е многу фасцинантно дека поминуваш толку време на островот, дека го знаеш долж и попреку или како и да се вика тоа. Па дали можеш малку по-детално да ни раскажеш како стигна до овој остров? Верувам дека многу малку луѓе знаат што се таму се случува. Јас имав огромна привилегија и среќа да те посетам во кампот и искрено уште ми е такво едно од фасцинантните искуства на Истражија Македонија, Jurassic Park Edition. И да, верувам дека има многу што да ни раскаже за твојот живот на островот. Дивиот живот на Преспа. Живот, да, на Преспа. Од каде да почнам, каде да завршам, вака широко кога ќе ме прашаш, ама да, се почна пред пак од тие деновите кога бев дете и на село си фаќав гуштери, змии и така натаму. И сега ако си дете кое што многу се возбудува фаќајќи змии и кога ќе откриеш дека во државата има некое место кое што се вика Змиски остров, очигледно станува the place to be, така да апсолутно умирав да отидам таму. Некаде 90-ти, рани 90-ти, значи сум имал некои 4-5 години, бев со моите на некоја тура низ Охрид, Преспа и така натаму и тогаш прв пат го видов. За жал е малце тешко да се стигне до островот. Од оваа перспектива денешна сум среќен што е тешко да се стигне до островот, така да немавме начин како да стигнеме или ја можеби не сум бил доволно персистент, како се вика, доволно напорен за да упорен за да стигнеме таму. Така да од тогаш текпа од како го видов, Апла ми стана како еден must do. Покасно, значи 20 години можда покасно, дека студирав, нешто помалку од 20 години од тој момент кога го видов прв пат островот. Студирав биологија, има на овдека на ПМФ на биологија, би рекол една од најсветлите точки, уште единствената светла точка, е едно студентско здружение и ДСБ Истражувачко друштво на студенти биолози, каде што вакви чудаци како мене, што сакаат некои губачки да фаќаат некои растенија да се собираат, да се хербаризираат и така натаму, си се собрали и поради недостигот на такво теренско образование, каде што стварно ќе видиш и ќе дознаеш што како има, си се собрале заедно и од некаде рани 90-ти години, секоја година си прават кампови за самите да отидат и да видат што живее таму, дали на Шарпланина, Јабланица, некаде на некоја планина во Македонија. Е прекрасна идејата, прекрасно дека од колено на колено иде од студенти на студенти, си се организираат и на една од тие акции, каде што прв пат видов, знаеш, цел живот си гледал Discovery и Animal Planet, си сакал да го правиш тоа, одеднаш видов како е да се прави тоа. И бев толку возбуден и среќен и запознав една професорка од Белградски универзитет, значи факултетот по биологија таму, што е полудена по Македонија, бидејќи едноставно имаме повеќе влечуги водоземци, влечуги особено од тука отколку од Србија, така да доаѓа со години и таа заедно со уште неколку луѓе има започнато студии истражување на Змискиот остров, пошто она пак змијарка, така ја викаат, ја змијарот. Нормално и таа која чула Змиски остров, тоа мора да се отиде да се види дали вистина, дали држи вода. И започнале студии проучување на змиите таму во 2007. Јас ја запознав во 2009 на Шарпланина на оваа студентска акција. Фаќав со неј за змии, работи, бев апсолутно најсреќниот човек на планетата и добив покана да отидам на островот Голем град. И отидов од оваа перспектива како едно пижле што ништо не знае, веќе фасциниран и восхитен после едно 15 дена поминати на Шарпланина гледајќи работи што не знаев дека постоеле во оваа држава едноставно. Следно отидов на Голем град и како да кажам, не знам, тоа е прво Преспа е феноменално. Мислам повеќето луѓе биле во Преспа, ама така кога ќе изгледаш така чекор назад, кога ќе земеш и кога ќе сватиш дека си на 900 метри надморска висина, значи тоа е
превисоко реално за едно толкаво огромно езеро. Тие планини што се издигаат од 900 метри нагоре над 2000 метри, се тоа што се наоѓа од околу и одеднаш остров во средина. И кога ќе влезеш во кајчето и стигнуваш на кој островот, мислам вида ти беше пред неколку години, Jurassic Park се отвара пред тебе, буквално. Тоа е први, не се змиите што ги гледаш, птиците се, мислам, тоа е една колонија од птици со оние дрвата бели фои што се од нивното гуано, какушките нивни, пребелено, птиците се дерат, летаат, пеликани огромни, тоа се овие пеликани што се во Преспа едни од птиците со најголем распон на крила во светот. Значи тие кои ќе полетаат од островот, кои ќе полетаат кормораните, едноставно и јас и многу други луѓе барем една сол запушташ едноставно кога ќе го видиш, тоа неверојатно е. И кога застанав, мислам, карпите што се издигаат со островот како торта една изгледа, горе има плато со оваа шума и карпи од 20-30 метри, кога ќе стигнеш до нив обраснати со секакви растенија, сите бои, бршлени растат на се, едноставно повеќе од една солза тука падна, како да кажам. И делот кој што да луѓето имаат фобија од тој дел, меѓутоа кога прв пат отидов на островот, значи пред 15 на години, беше ситуацијата малце подобра со водните змии кои што му го дале него името всушност Змиски остров. Кога ќе стапнеш на плажата, едноставно тоа е една вака змии, само идат во секој правец. Тоа е за херпетолог, разбирам за многу фобија и кошмар, меѓутоа за херпетолог кој што само што си го видел ова преубава сцена, место, све, и еднаш змии само бегаат, паѓаат од дрва, влагаат во вода, бегаат, ловат риби околу тебе, се во клопчиња, се mating balls прават тука, оргии можеби некои би рекле од змии. Значи едноставно тука не знам, не е веќе солзи, не знам што, липтов. И таму почна се. И луѓето што работеат таму, што работат се уште повеќе дел од нив, особено оваа змијарка, професорка, се уште таму, ми е една од најдобрите пријателки во светот во моментов. Со нејзи магистирските и докторатот го поминав, после тоа тогаш бев прва, втора година факултет. И се разви неверојатни приказни се развија со животните, со островот заедно и со целата Преспа. И знам дека почнав да зборувам и некаде да одам, ама тука е широка темата дека не знам на каде цел. Иве, јас ќе пробам да ти помогнам, ама искрено тешко ми е да те прекинувам, и не сакам, затоа што да, страста е очигледна и мислам дека на премагичен и убав начин го представи твоето омилен екосистем. Омилено место на планетава Земја. На планетата Земја, се извинувам. Па да, мислам дека ова беше еден супер вовед, а сега еве затоа што мене ми е доделена таа улога да те насочам. Тоа што мене ме интересира е исто така како некако попрактично како изгледа таа една експедиција што трае по неколку месеци, каде спиете, што јадете, каков е односот помеѓу вас и мештаните, затоа што и вие сте реално во ми фали некој збор, константна комуникација со нив, колку што знам. И да, мислам дека и тоа е нешто што мене лично ме интересира. И потоа, следното прашање е што конкретно беше твоето поле на истражување, верувам дека се уште е. И така, повели. Да, вака, без локалната поддршка не сме ништо, мислам, не можеш ништо да направиш. Никој од нас, од тој тим кој што работи таму, не живее всушност во Преспа, за жал. Работам на случајот, ама ќе видиме како и што ќе се случи. Како и да се оди на островот од едно мало село Коњско. Може и од други некои места, меѓутоа тоа е најблиското село до островот. Тука има еден Чичко Митко. Тој е со нас од почетокот на студиите и е феноменален човек и нашата најголема поддршка, и тоа е дел од тимот. Мислам дека на сите му завидуваат во Коњско на Чичко Митко, бидејќи тој работи со змијарите. Мислам дека не му завидуваат за средствата, бидејќи имало години кога не сме имале средства и од джеб сме плаќале, години кога сме имали и така натаму, така да не е тука, него едноставно дека може да работи со овој тим на чудаци, не гледа како чудаци на почетокот, сега сме како една константна која што им се допаѓа и тоа многу ми се свиѓа. Така, блиски сме со луѓето од селото, повеќе скоро и да нема константни жители во тоа село, меѓутоа оние кои што доаѓаат таму, често се таму зашто сакаат да пребегаат од гужва од други луѓе и така натаму, и најчесто туристите кои што ќе дојдат во селото им сметаат, меѓутоа гледам дека ние не им пречиме, напротив дека среќни се кога ќе дојдеме, така да Вие сте на некој начин веќе дел од островот, и верувам дека затоа што сте биолози на највисоко ниво ги почитувате сите
не знам како да се изразам, закони за заштита на тоа на што го истражуваат. Па може би да, едноставно бидејќи ние истражуваме природата, делови од природата и генерално тие информации, тие податоци што се собираат се користат за заштита евентуално на природата. Не мора да значи, некои се само за истражување, нели па ќе видиме дали ќе имаат апликативна цел. Ама може би да, и заради тоа, бидејќи кога ќе збориме со луѓето таму, ги знаеме планините, ги знаеме врвовите, ги знаеме местата, топонимите што тие ги знаат уште од мали и можеме да се разбереме, смера дознали, сакаме да чуеме се што тие може би видели и проучили, направиле таму, дали имало змии порано, дали нема сега, дали некоја пеперутка летала и така натаму. Така да, клучен дел од целиот тим се и луѓето таму, особено Чичко Митко, кој што сакам да го поздравам, супер Чичко Митко. И кога одиме таму, да. И кога одиме таму, значи на островот нема сместувачки капацитети. Всушност тврда градба има една, тоа е црквата што ја виде, нели на почетокот се наоѓа. Таа е некаде, таа била исто така само темел како и останатите археолошки скопини кои што се на островот, што датираат од пред нашата ера па до некое подоцно римско време и така натаму и после тоа и средниот век. Оваа црква во 20-тите имало некој си српски монах кој што живеел таму константно, последниот жител на голем град пред нас, ако можам така да речам. Он ја реизградил таа црква и затоа седи таму, меѓутоа не можеме да спиеме во црквата, така да шаторите се нашиот дом таму. Вода за пиење немаме и покрај тоа што има сладководно езеро, тоа е лест резорт, едноставно ако случајно се случи, што ретко, но се случило да снемаме вода, па ајде ќе одиме на езерото, меѓутоа квалитетот на водата варира на Преспанско езеро, така да не би се осудиле, не би префериле да го пиеме, така да тоа е најтешкиот дел од логистиката, пошто тоа се стотици и стотици литри вода, што треба да се носат во онакви 6 литарки канистри. Лилја што би рекла другаркава Змиерка, секој пат кога ќе отидеме на островот дан мрмота, пошто тоа пак и пак се случува, каде што ти имаш оние 20-30 метри карпи што ги спомнав од тортата како што изгледа голем град, треба се тоа да се изнесе горе, бидејќи горе се наоѓа кампот. Значи да, стотици литри вода, материјали, облека нормално да се носи за таму, крпи, мислам све и сварта храна која што мора да јадеме до тогаш. Оган не смее да се пали бидејќи е строго заштитена зона островот во Националниот парк Галичица, така да носиме плински боци на кои што готвиме и некако и ние заедно со островот си еволвираме како тераат годините, еве од 2007 јас 2009 до сега. Многу е сменато, порано јадевме само конзерви, мислевме дека тоа е единствено возможно. Научивме дека јајца се окей да седат у шатор на 40 степени 1-2 недели. Сирење исто е окей да седи у шатор, не у фрижидер пар недели да го јадеш. Кашкавал исто така окей. Зеленчуците нешто ќе се расипе, ќе го споделиме со локалните жители, желките, срекни се да јадат дел од тие зеленчуци. Има и некои зајчиња кои што се наоѓаат тука и они се срекни да ни помогнат со тоа. Така да, не дека препорачувам да чувате надвор од фрижидер сирење и кашкавал и јајца, меѓутоа ако мора, apparently окей. Така да, шифнавме од првите години кога јадевме паштети и оние карнекс, како и да се викаат, конзервирани храни, веќе спремни гравчиња, не знам си што, ни се згадија, буквално, сега вака имам, кој ќе видам дури во маркет, вака комплетна одбивност. Така да шифнавме од тоа на секој ден се јаде шопска салата, се знае, на ручек. Шопската салата не е баш како во нашите кафани или кои што би ја направиле дома, повеќе, мислам дека ја пробам, мислам дека ти направивме кога беше на островот, да. Каква сос? Тоа е гаспачо, ладна супа. Всушност првин се става сирењето и се пасира, сите зеленчуци од озгора и на крај патлиџанот, нели да се растече и тоа све се меша и станува ладен сос и е прекрасно. Одличен оброк за биолози. На лепче, со раќе особено. Да. Многу привлечно звучи вашиот живот таму. Да, така да, дан мрмота првиот ден е стварно и прекрасен, ама и ужасен, пошто мора да изнесеш па стотици килограми едноставно горе. Повеќе луѓе не олеснуваат бидејќи тие носат многу нивни работи, така да во последниве години сум најсреќен кога сме некоја поограничена група бидејќи сме имали огромни. Тоа колку од прилика луѓе сте? Некој си непишано правило ми е сега дека повеќе од 8 не би сакал да бидеме никогаш. Во последните години сме стигнали до 20. Тоа е не, big no-no. Мислам дека е голем стрес за самиот систем, меѓутоа логистиката сама по себе и покрај тоа што ми оди веќе некако од рака, бидејќи секоја година истото пак знаеш на кој телефон ја се јавиш, сепак ја носиш некаква одговорност, сепак на пуст остров ги носиш без вода, без струја, без и така натаму, така да би сакал да ја
сведам таа одговорност на што помалку и пошто носиме често и студенти кои што се обучуваат тука, како што и јас бев на времето студент и едноставно сакаш да се посветиш што подобро нели на нив. Така да, ги поставуваме шаторите, штом ќе се постават шаторите, се намести кујната, ќе се наместат кадистрите со вода за миење и така натаму. Ја отвараме ракијата, си ставаме на ракија и ја прогласуваме сезоната за отворена. Доколку има нови луѓе, морам јас да раскажам првен како се правилата и нема премногу правила. Првично не треба да се оди бос, бидејќи сепак има поскоци и сколопендри, тоа се нистоногалки кои што се отровни, кои што ги има исто така и насекаде, не се исклучително за островот таму важни, меѓутоа не треба да се оди бос за да не настане некаква незгодна ситуација. И второто е веце нема, така да вецето е секогаш кажувам насекаде околу нас. Обично сакаме да се криеме дали идеме по number 1 или number 2 особено, нели? Меѓутоа на островот тоа не е добро. Најчесто сакаш да направиш да биде очигледно дека одиш на number 2, за некој да не дојде во правецот каде што ти одиш. Така да гледам, јас особено демонстрирам првиот пат, има една тоалетна што виси на најблиското дрво, гледаш тоа да не го направиш суптино, него напротив, да што повеќе луѓе те видат и уште подобро да видат во кој правец ќе отидеш за да не тргнат во следните не знам колку минути ти требаат. Да, и тоа е тоа. И така почнува. Одлична приказна. Добро, после тоа се давате на работа, претпоставувам. И сега сакам малку по-детално да ни раскажеш за конкретно твоето поле на истражување, односно докторатот и животот на жилките на голем град. Така да, нели Змијски остров, па така и тргнав и јас како и повеќето херпетолози нешто има со змиите што не влече. Не влече. Ама морам да признам дека со текот на годините вака, кога веќе вајде и 30-тата кога ќе навршиш, кога ќе отидеш и поблиску и до 40-тата и така натаму, convenience станува многу добра работа, многу повеќе ја цениш. Змии се тежок модел организам, модел систем за работење. Они се генерално елузивни, односно таинствени се. И покрај тоа што луѓе се плашат, нели, да не им излезе змија, тоа е за мене или за сите голема среќа, бидејќи реално е редок сусрет. Најчесто они се плашат од нас, избегнуваат отворени површини и така натаму. Така да собереш податоци за да правиш нешто како магистерска доктора, што било да спремаш, зашто ти требаат многу податоци, змија не е баш најблагодарното суштество и би ти требале повеќе години или некој да веќе собрал податоци. Желка од друга страна е феноменален систем. Значи, знаеме, стереотипот е дека се спори. Не се толку спори колку што мислиме, меѓутоа се доволно спори за да ги видиш. Кога одат, не се тивки, змиите, мал шум може би се пушта, што најчесто ќе го промашиш докато не ти е истренирано увото. Желка нема да ја промашиш, големо шушкање во вегетација, во суви листови има, така да едноставно практично те викаат, еј, тука сум, дојди, собери ме, isпроцесирај видиш како. Така да, на голем град работев и со змиите, првично почнав највише со змиите како секој херпетолог, меѓутоа навлегов кај жилките и сватив дека се неверојатен благодарен систем и откако ќе собереш податоци, тек после тоа откривање на приказната и гледање што тие податоци сакаат да кажат е уште поинтересниот дел. Тоа е нешто што како студент нели не го знаев и тоа е тоа што една научна кариера или спремање за научна кариера те подготвува. И жилките едноставно пошто даваат толку многу повеќе квантум на податоци за разлика од змиите, може многу повеќе од овие приказни да ги откријат постепено со најразлични анализи. Една од првите анекдоти што верувам доста луѓе слушнале за ова, пошто тоа ги направи славни овие жилки од голем град и надвор од Македонија, е дека експресираат, директно ќе кажам, експресираат систематско хомосексуално однесување. И сега тоа не е ништо чудно, пошто има многу животински видови кои што тоа го експресираат. Сепак верувам дека за многу луѓе е чудно. Многу луѓе се уште чудно, за многу луѓе нормално не размислуваат на оваа тема и некако по дефолт мислиме дека животинскиот свет е хетеросексуален. Дека си го следи, дека си ги следи правилата нели репродукција, па си продолжува во она, тоа би било супер, нели не би било ствари супер, меѓутоа било супер за студирање, бидејќи што е поедноставно нештото, толку е полесно за да се проучува. И затоа сакаме во кутии да ги ставиме работите, истото важи и за човекот, општеството и така натаму, едноставно да изразмислаш надвор од кутијата е тешко, замара, сега треба плюс Excel табели да отворам или не знам што да го клучам мозокот повеќе. Да. Така да тоа беше со жилките. Интересно е дека
како и ние размислувавме всушност кога бевме таму, воопшто на крај паметни ни беше покрај, види, ако ти на YouTube пишеш нешто tortoise mounting бла бла, ти ќе видиш желки на патики како се качуваат и се парат со нив, камења, така натаму, мислам, они се баш дривен, како да кажам, особено кога се полни со тестостерон, мажјаците стварно го експресираат тоа. Така да нема мањак на смешни видеа за ова, меѓутоа систематското такво однесување не беше забележано до тогаш, така да не ни пројде ни на нас на памет. Зашто толку не ни пројде на памет, што првите 2 години, првата година уствари од студиите беше само посветена на поскокот. Кога почнала Лилјана, што ја спомнав, и другите колеги, во 2008 ни се придружува еден научник од Франција, кој што исто така игра голема улога во мојот живот, пошто со него успев да правам докторат и тој заедно со Лилјана Змијаркава, тој Змија, сме прекрасно друштво сега и другари. Он се појавува на голем град, го запознаваме на конгрес еден каде што презентираме за ситуацијава и тој беше сам еден од луѓето каде што, мислам дека во Португалија беше конгресот, каде што обрна внимание на презентацијава и беше како стварно има толку животни таму? Стварно е волку мал остров со толку многу животни? Да. Добро, ќе дојдам да видам. И дојде да види. И дојде скептично, пошто многу често знаат вака да презентираат, да хиперболизираат нели луѓе кога презентираат вакви работи, меѓутоа дојде и виде дека е вистина, дека стварно змии паѓаат од дрва, водните змии, не поскоци, и дека има желки насекаде. Поентата ми беше дека тој беше тој што ни рече, а желкиве што као се шетаат на изволте, а ние поскоци, као па не, ние сме змијари. Желкиве ве молат да ги фатите и да соберете податоци, добро, и заради него ние почнавме воопшто да ги проучуваме желките. Заради него, кога тие ќе се пареа, пошто од пролет па до лето немаат некоја си сезона, баш напалени се, ама на пролет, да речеме околу мај, си наскакаат едни на други, во јуни имаат некоја пауза, не знам зошто, најчесто, и јули пак преоѓаат на активност. Меѓутоа, ете тоа е работата како и ние размислуваме во кути, кога ги гледавме парење дека се случува, во ниеден момент ни текна да свртиме, што би значило да видиме кој пол е таа желка. Воопшто не ни текна. И Ксавиер беше французов, кој се придружи што гледа и вика, ова се машки. Океј, добро, ајде да продолжиме. Мислам, свашта бива, никој не беше запрепастен, пошто се случува многу ретко. Следно парење, машко. И не само парењата, него и само кога обележувавме, нели им дававме трајни маркации на животните, гледавме дека само машки фаќаме. И сега дали е тоа дека женкиве се посрамежливи или нешто и не се надвор, или пак стварно има повеќе мажјаци, со текот на годините, бидејќи се такви животни што ти даваат податоци, успеавме да видиме дека да, всушност, не знам, 90% од популацијата, можеби сега и повеќе, е машка. И тоа всушност е она што на почетокот ни покажа дека океј, најверојатно довело до ваков еден призен ефект, некој го зборат, каде што се заглавени тука заедно во една затворена средина и почнале да наскакаат едни на други, бидејќи желка наскака на работи и најблиското нешто до женка желка е мажјак желка, на голем град барем вака што наликува. И едноставно по некое време увидовме дека нема никаква цена на тоа. Под цена мислам, знаеш, кога студираш еволуција особено, ти гледаш дали нешто го кошта животното да го прави тоа. Обично, особено со хомосексуалноста, се гледа како многу парадоксално во еволуцијата, бидејќи трошиш енергија, меѓутоа не добиваш потомство, нели? Пошто во еволуција секогаш балансираш помеѓу репродукција и секојдневно преживување. Ако ти трошиш енергија за нешто што нема да се репродуцираш, после значи си ги намалуваш шанси да преживееш, пошто не знам, си можел таа енергија да потрошиш на најдеш поиша храна или нешто трето еве и да не се размножуваш, па затоа е како парадокс, меѓутоа тоа е многу ограничено гледање на работите. Едноставно по некое време има истражување каде што превидуваат, а чекај, дали навистина кошта тоа што он се размножува, што он се пари, маунтинг, не знам како да се накачува, наскака на други жилки, или едноставно нешто што се случува. Некогаш може работите да не бидат адаптивни. Еволуцијата е обседната со адаптивната теорија, нешто да донесе до нешто, да има цел. Меѓутоа некогаш не мора да има цел, или можеби тоа е некаков човечки конструкт. Можеби едноставно се случува, они имаат хормони, тоа им е биолошки предодредено, кога ќе стане топло, им се излачува повеќе тестостерон, тоа се мажјаци, и тоа го тера да наскака, овдека има други мажјаци, наскака на нив, ни на овие некаква штета им се нанесува, на оние на кои што се наскака, ни овие кои што наскакаат. Сега доволно години имаме да знаеме дека некои само наскакаат, некои се наскакани, а некои се и верс.
Меѓутоа, она што го знаеме е дека се чини дека не ги кошта ништо, не плаќаат, односно тоа сега во биологијата обично го гледаш дали има можеби реперкусија на стапката на преживување, нешто што можеме да го прерачунаме со нашите анализи, со долгогодишни студии, дали има ефект на стапката на раст, например. И засега има видено дека не се чини дека никаква цена не плаќаат, ниту плаќаат цена, ниту можеби немаат некаков бенефит, не можеме да бидеме сигурни, меѓутоа it just is. Жилките едноставно сака да си уживаат. Си уживаат, да, и си постојат и можеби е и фино. Сега ќе придам на кратко, ќе начнам и другата тема што беше всушност докторатот. Можеби е фино за женките кои што се малубројни таму. Како се случило тоа in the first place, најверојатно ќе остане мистерија за секогаш. Ама мажјаците од овој вид, херманијева или шумска жилка се вика, имаат на врвот од опашката така како нокте едно, кое што служи за да е подбуцне женката на клаката, клака се вика тој задниот дел каде што е репродуктивниот и урогениталниот систем, таа да ја отвори и да допушти да се случи репродукција. Најчесто они резистираат на почетокот женките, бидејќи да одберат што поподобен партнер. Така да на овој начин ги мотивираат. Меѓутоа, доколку има повеќе мажјаци на една женка, а тоа значи повеќе опашки со остри едни канџи на врвот, тоа не звучи симпатично. И на островот тоа се случува всушност, пошто имаме многу малку женки и мажјаците знаат да полудат и стварно да ги нападнат женките практично и да ги силуваат веќе 1 на 1 е едно, меѓутоа 20 на 1 може да биде комплетно ужасно. И всушност ова што решиле сега. Што почнале си наскакаат еден на друг, можеби е всушност малце да допринесе да оваа популација се одржи малце подолго, бидејќи колку толку ги distraction малце им прави од на мажјаците од малкуте женки и они барем имаат некој си друг начин да таа енергија експресираат и се разгоднува целата таа сексуална енергија која што може да биде ужасна за женките, всушност не може да биде, знаеме дека всушност има рок на трајање таа популација. Но тоа е тоа. Тоа е една друга малце тажна страна на оваа целата приказна, ама поентата ми беше дека да, ова хомосексуално однесување можеби малце и го пролонгира тој inevitable као неминовен пропаст на таа популација. Да, дека всушност на ниедно ниво не прави штета никому. Ова конкретно хомосексуално однесување да не прави. Тоа не значи дека можеби некаде и прави. Работата е дека во природата диверзитетот е единственото правило. Значи се што можеш да си замислиш може да се случи. Зависи животната средина каква е. Ако ја замислиме животната средина, дали е тоа шума, дали е собава, дали е нешто како калап еден, и во текот на еволуцијата животните нели менуваат дали со рандом мутации или на друг начин, менуваат форма, дали физичка, дали во рамките на нивното однесување, дали хомосексуално, хетеросексуално, си што, и некогаш некое однесување ќе биде многу погодно во тој калап во кој што живеат животната средина и тоа ќе биде промовирано, тоа е природна селекција практично, и тоа е еден начин на еволуција и тоа ќе биде промовирано. Некогаш ќе биде полошо за тој калап, дали тоа ќе биде еден вид на сексуално однесување или нешто сосема трето, не знаеме. По конкретниот случај тоа е тоа. It's fine. Да, добро, сепак мислам дека е преинтересно дека ние како луѓе као пречесто, особено во, не знам, популарни медиуми или како и да, или во некои не знам, правење на морални паники и слично, како пречесто се користи аргументот за што е природно и што не е природно за да се осуди или не знам, да се карактеризира или дефинира човековото однесување, а всушност природата е апсолутно диверзитетна и не може, мислам, не само што не може, туку смешно е да се стави во бинарните рамки што ние си имаме измислено за нашата популација, цивилизација, како и да е. Да, мислам дека види, да, како што реков, варијацијата е стварно бесконечна и се случиле во минатото кога не постоел човекот како вид, а и во иднината кога најверојатно нема да постои, ќе постои некаков си друг биодиверзитет, се надевам. Ќе постои некоја варијација од која што не ја знаеме сега и едноставно не постои. Дали ќе биде таа добра да ја примениме ние во нашето општество или не, тоа не е така прволиниски, треба да научиме од некои работи кои што се добри или не и си имаме trial and error во нашето општество. Не треба дали нешто е природно или не е природно да диригира дали треба ние да го аплицираме. Природата е генерално многу сурова. Ако правиме тоа што е природно со животните, јас, например, конкретно што ги проучувам, после ако слизаме на ручек, ја ќе ти ја земам чинијата и ќе избегам. Мислам, банализирање на еден проблем, ама да, така да, апсолутно мислам дека тој правец на дали е нешто природно или не,
не знам, општество може тогаш не е природно, меѓутоа Па по таа линија воопшто не е природно вака да си седиме на маса и на микрофони да разговараме за нешто. Апсолутно, ама е супер, пренесува некаква порака, така да ние сме одлучувачите на тие работи, не треба дали некој желки имале хомосексуално или не знам какво однесување да на нас не диригира дали е тоа окей или не. Апсолутно. Јавно Добро сум. за тоа што спомна дека нели ова однесување на желките практично го има донесено островот на мапата на популарноста. Ме интересира дали као во текот на, не знам, пренесување на оваа информација, зашто знам дека понекогаш гостуваш на емисии и слично и се раскажува нели овој фајндинг. Дали си можеш низ животот среќавано со некои чудни коментари и слично? Јас се сеќавам дека еднаш под едно твое видео имаше некој коментар као нешто оставете ни желките на преспа се нормални. Да, И такви слично. коментари, да. Ќе има такви коментари сега, за жал, тоа е така особен. Мислам, конкретно на емисија не сум се сретнал, пошто вајде луѓето се спремиле, доцирале не или не сум бил по некои, не знам, конзервативни емисии што ме викнале за да се дебатираме на темата, не би ни сакал стварно, нема го направам тоа, не ми е тоа делот во струката. Така да не сум се сретнал со некои си лоши коментари, освен ова што го спомна ти. Да, ќе има секакви коментари дека да, ожилките се вакви или онакви, тие не се од преспа, тие се од преспа, ете тие се донесени, можеби од Грција ги донеле уствари, ете каде. Знаеш, такви се ствари, пошто секако тоа европското влијание, да, секако. Има уште пар острови во Преспанско езеро, зашто многу не знаат, 2 се во Грција и на едниот од нив има желки, исто почнавме ги проучуваме пред некоја година со грчки студенти волонтери, така да ќе видиме. Таму генерално повеќе жени јас да наоѓавме сега за сега, ама не знам дали они пренале некаква порака. Дали они ги научиле нешто што не знаеме. Не знам. Останува на време. Останува на време тоа да знаеме. Добро, кажи ми што се плановите за ова лето на Голем град и не знам, можеби во која насока ќе се движи твоето истражување, дали остануваш во полето на желките, дали има уште многу да се следи во тој поглед и можеби дали има нешто вака општо ние како граѓани на оваа земја што треба да го знаеме за преспа, промените што ги следите во тој екосистем и слично. Да, ништо продолжуваат истражувањата со желките, мислам нема да завршат стварно таа шума никогаш. Таа шума од податоци, мислам да ги отворам тие датабази, стварно може да седнеш и да си твориш и да си размислуваш. За жал го немам тоа време толку многу како што го имав на времето, бидејќи во последниве години од кога работам во Македонско еколошко друштво, некако многу поширока е темата на која што работам, односно на цела преспа. Како што кажа, така да е веќе привилегија тоа поминување време на островот, која останува. Веќе бев во мај пар недели и беше превозбудливо. Сега најновото нешто што го правиме, всушност спомнав дека женките не се во најзавидна ситуација таму на островот, па сега е прашањето дали тие воопшто се репродуцираат, дали имаат јајца. Тоа е интересно прашање кај овој вид, бидејќи за разлика од нас, сете желките, може да го научиме од нив, не верувам, желките може да одлучат дали ќе се фертилизираат, чак и ако се оплодни, чак и ако има копулација, и ако има нели не фертилизација, меѓутоа ако ако ти испушти сперма во женката, таа не мора да се оплоди, всушност имаат способност за складирање на сперма до 4 години, имаат посебни органи, повеќето влекачи го имаат оваква опција. Иако средината не е баш погодна, ако на Голем град силувана често и така натаму, најчесто троши енергија, мислам нема време да најде кога да јаде, па камоли да се размножува, така да најчесто не би имале јајца всушност. И тоа беше нешто со што се опседнав поради нели целата оваа теорија и пред 2 години запознав еден прекрасен ветеринар од Битола, бидејќи во Ресен нема рентген машина и во рентген нема Ресен. И ова од таа година навака е една од големите активности логистички додавање на веќе ужасната логистика е носење на желки до Битола, не на широк сокак. Ги носиме на ветеринар на рентген за да видиме дали се размножува до кај дошла ситуацијата. Од една страна се потврди целосно теоријата што ретко се случува во науката, обично имаш сиво, немаш црно и бело, меѓутоа да, на првото одење тоа видовме дека женките, особено на горниот дел од островот каде што е најлоша ситуацијата, немаа скоро воопшто јајца. За разлика од оние на плажите или во Коњско каде што исто работиме во селово, и сега тоа е новата обсесија. Секој мај носиме желки. Оваа година беше за
чудо малце подобра ситуацијата, повеќе има јајца, така да се тадиваме на некое потомство. Следам неколку триоти со едни мали соларни GPS-чиња да видам дали можеме да најдеме каде ќе ги снесат јајцата или што како ќе се случи, така да ете пополека навлагаме во тоа. Конкретно, интересно, овој мај кога бевме на рентген се појави, имаше таму веќе еден човек со желка на масата. Мене ветеринаров со кој што соработуваме, уште кога стигнавме во Стења ми се јави и ми рече Драган спаси ме. Реков молим и ми кажа дека вика има еден чуден човек со скршена желка кај мене. Викам добра, ајде доаѓам секако јас со 20 желки. И влагаме во ординација, ова беше саат подоцна, ја гледам желкава и гледам пред мене се појавува човек со кој што зборат на англиски и го гледам дека на амерички некој акцент зборува. Човекот беше таков издрпат целиот, не знам какви алишта, со бела коса, таква целата неуредно комплетно изгледаше и со челна лампа уклучена внатре, нели на многу светло усред бел ден. И полускршена желка овдека и се врти на кај мене, јас со 20 желки и со мајца со желка тука брендирана и само ме гледа и вика The Turtle Society. И му се врти на ветеринарот вика A coincidence? I don't think so. Sent from the heavens. Да. Имаме често анекдоти со работава на Големград, така да, ова беше последното, така морав да го споделам. За жал приказната е дека ние немаме прифатилиште за вакви скршени животни во Македонија, така да би било супер, апелирам ако може да се отвори на такво прифатилиште, бидејќи особено во МЕД, Македонско еколошко друштво кај што работам, секоја година што паднал штрк, паднал орел, изгазиле желка, па ни се јавуваат, мече најдено и така натаму, меѓутоа ние ги немаме средствата или капацитетите, мислам, да ги чуваме овие работи. Често во сработка со зоолошка пренесуваме животни, па треба посебни дозволи да се извадат да се однесат дали во Грција, во најблиското прифатилиште или во Хрватска. И би било многу подобро доколку тоа постои во нашата држава, така да апелираме тоа да се случи за и ветеринариве да куртулат од чудаци што доаѓаат со скршени желки, на кои што за жал не можеме да им помогнеме и за жал не можеме да помогнеме на таа желка. Така да ќе видиме, натаму продолжува приказната, ета со желките што како ќе се случува, а во однос на Преспа работата е многу поширока од Големград. Многу сум среќен дека успеав да работам пошироко од Големград всушност последниве години, бидејќи порано на секој што ќе дојде, на секој турист што ќе дојде на Големград, знаеш малце некако како територијални почнуваме да се однесуваме, како сега како дома да ми доаѓа на мене едноставно. Па рибари можеби преминале нелегално од Албанија, па пуштаат фрлаат мрежи тука во кои што се дават водниве змии, кои што ги ние фаќаме, работиме со нив и така натаму и неверојатно се лутев на нив бидејќи имав многу ограничена перспектива. Во последниве години работам со колегите од Албанија и од Грција во целиот прекуграничен регион и работам со луѓето таму и со локалното население, едукација многу работам заедно и со деца и со постари и сватив дека е многу лесно да судиш кога не си таму. Јас кога ги посетив, кога почнав да работам, да разговарам со рибарите кои што се наоѓаат, јас целосно разбрав дека јас најверојатно доколку бев роден таму и рибата ми беше единен начин на преживување, најверојатно ќе бев многу полош од нив. Особено од оваа перспектива во комоден живот кој што јас можам да го живеам и да изберам кога ќе одам таму и ќе си бидам и така натаму. Така да Преспа е многу комплексен систем, особено дека ако делиме меѓу три држави, тоа е 3 пати покомплицирано и многу социјални моменти мора исто така да се проучат и да се види и да се најдат алтернативи економски, особено за оние во примарниот сектор како што се рибарите, особено земјоделците во Преспа. Преспа знаеме дека ја одликува езерото, меѓутоа езерото е многу подложно на климатски промени, тоа го знаеме историски од анализи на седименти и така натаму илјадници години назад кога се менувала климата и кога не било тоа човечки предизвикано, Преспа многу брзо реагирала на тие промени. Односно доколку нема врнежи, нема снег, таа брзо ќе падне бидејќи дел истекува во Охрид, Охрид е као буфериран од постоењето на Преспа, па он се одржува, меѓутоа Преспа колку помалце врне или повеќе одма се качува, така да е многу склона на поплави и на суши. И сега тоа она што ме прави мене да бидам надежен е дека да имам надеж е фактот дека се случувало ова во илјадниците и милиони години кои што постоела Преспа, така да се надевам дека биодиверзитетот некако ќе се справи. Меѓутоа токму луѓето, земјоделците кои што се зависни од водата за навадување, за создавање на тие на што и да растат, се они ќе бидат први погодени и се првите погодени, така да мислам дека мора да се најдат некакви алтернативи за луѓето кои што први ќе бидат погодени од климатските промени во Преспа, бидејќи Преспа практично е лицето на климатските промени, бидејќи ја снимува, слушаме се како година дека се намалува нивото на водата.
тоа е ужасно и за биодиверзитетот, меѓутоа тој некако се адаптирал досега. Јас мислам дека сега треба стварно, еве и како биолог тоа ќе го кажам, откако работам пошироко во Преспа, дека мораме да се свртиме на луѓето и мора да најдеме алтернативи. Мора да се префрлиме можеби и на туризмот во Преспа, меѓутоа не оној туризам на кој што ние сме навикнати како во Охрид, плажарење, славија нозе у фаца од некој до тебе и така натаму. Не, Преспа е многу повеќе од тоа, има многу неверојатен биодиверзитет од пеликаните и така натаму што не можеш во Охрид да ги видиш. Ги има планините, има неверојатни хайкинг трейлс, островот, другите 3 држави сега се надевам веќе со години ни ветуваат, меѓутоа дека ќе се отвори граничниот премин во Грција, тоа е едно мало парче од Преспа, како да кажам, еден бисер неверојатен, мислам, знаеме грците дека се доста испраксани во хоспиталите, така да и тука некако дошло тоа. Прекрасно е да се видат сите тие 3 делови, да се разберат луѓето и можеби да се пренасочат кон туризмот на некој начин, некаков си одржлив туризам, за да имаат алтернативен извор на средства, за да може и можеби да така да се намали тој притисок и на самиот природен екосистем што е земјоделието, кој што сепак нанесува голем притисок, така да тоа е мојот апел вака за Преспа и голем град. Мислам дека многу фино што ја чепнавме малку оваа тема, затоа што мислам дека се уште не сме доволно свесни, особено ние луѓето што живееме во урбани средини, на колку посреден начин веќе влијаат климатските промени на животите на луѓето, онака баш во секојдневието, као мислам дека се уште малку звучи како нека далечна апокалипса, што не знам одеднаш како ќе почне да гори све, а дека всушност нештата веќе се случуваат директно влијаат на луѓето кои што се во најнеповолна состојба да се снајдат и адаптираат со тие промени. А тие од нив доаѓа всушност храната која што ја јадеме, така да моментот кога ние ќе бидеме погодени ќе биде стварно, мислам ние, оние во урбана средина каде што само добиваме, не знам, патличани од Шпанија или од Струмица или кај било, не знам, зависи каде имало годината, меѓутоа кога ќе дојде моментот дека нема, пошто едноставно нема, а тоа може да се деси, не знам, следната година. Стварно е ситуацијата чудна, тогаш ќе биде зеснато. Ама затоа не знам, мора да се најдат некакви алтернативи на функционирање. А веќе гледаме, мислам, не е ни толку далеко, мислам, само работете дека дали ќе уклучиме телевизор или нема. Мислам, и јас за политичката ситуација веќе не уклучам, не читам, можеби тоа не е одговорно од моја страна, меѓутоа не можам. Ама сум па бомбардиран за ваквите работи, каде имало пожар, каде имало поплава, што се случува и така натаму, и тоа ми е повеќе од доволно. Па не, мислам дека тоа што е најпаметно што може да го направиме да си го инвестираме сите знаењето и времето во полето што нас ни прави смисла тоа да го правиме и кај што мислиме дека имаме што да дадеме за нормално да и вратиме на природата и на општеството. Со добро. Па да, и можеме да бидеме така одговорни. Мислам, за време на ковид, нели, кога бевме затворени во држава, па почнавме да истражуваме повеќе, ама сега еве каде и да отидам, пошто мене струката ми е таква дека останувам јас на тие места, се жалат локалците дека и некои почнале, пошто тргнало многу, почнале луѓе да одат, меѓутоа се отворија границите, сите отидоа за Грција, што го разбирам целосно. Меѓутоа стварно има преубави места, има прекрасни места што треба да се поддржат. Нашата страна од Преспа има многу што да научи, многу повеќе капацитети да отвори, меѓутоа веќе пополека се отвараат некои и треба да се даде шанса и треба да се отиде и да се истражи, бидејќи може да видиш и некои работи кои што не можеш да ги видиш можеби ни во Грција, ни во Албанија. Отиди во Грција, апсолутно и јас ќе одам, не се сегирете, меѓутоа оди, дај шанса стварно на Преспа и биди одговорен турист едноставно. Најди го локалното место, најди некоја локална куќа, не знам, немој да одиш само за плажарење, отиди до планина, разгледај, феноменално е. Добро, ми се допаѓа некако оваа нота како за почеток на летото. Јас како што кажав, вечно фасцинирано од сето тоа што го имам таму видено и доживеано, едва и чекам повторно тоа да се случи. Така што фала ти многу, Драган, што ни го доближи сето ова многу нешто на Медуза Токс. Се надевам дека повеќе луѓе ќе седнат малку да истражат Преспа, така на малце по-wholesome way. Ја тебе ти посакувам многу среќа и успех во твоите научни и истражувачки дејности. Фала многу, да. Возбудливо е, има многу што треба да се вратам на планина. Ама, да, фала многу, фала на поканата. Се надевам дека луѓето ќе извлечат некоја убава порака од сето ова и дека, не знам, ќе тргне нарно.
Сакајте ја Македонија. Сакајте. Поред, фала ви на се што слушавте, се гледаме следната недела. Чао!